Крстарејќи низ Пелагониската котлина, изминативе 25 години, поточно речено низ низиниот северен дел, попрецизно кажано низ Пилепското поле, низ неговите 110 села, денеска распоредени во урбаната општина Прилеп и руралните општини Кривогаштен и Долнени, како што вели народот, наред дојде да го посетам и долненското село Лажани. Како што се вели во Пилепското село Лажани, ете Господ ме донесе на големиот православен христијански празник Свети Маченик Талалеи. Како по стар обичај и во ова населено место дојдов рано, можно е рано изутрина. Откако дојдов на селото и откако за кратко се распрашав каде се наоѓа селската црква Свети Никола, се упатив кон истоимената црква, каде што речиси сето православно население беше во црковниот двор. Во црковниот двор од сите страни се слеваше народ. Да бидам искрен, ми се радуваше душата што и јас ќе присуствувам на овој стар обичај и секако што овој меѓувековен обред ќе биде дел од репортажава за селото Лажани. Но пред да ја видите приказната како православното население од ова село од памтивека па се до ден денешен си ја слави оваа христијанска верска слава, прво ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од пишени документи, од устни преданија, така и од материјални факти. Постоењето на Лажани како населба секако се протега назад со времето, со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Лажани, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. Првите податоци за селото Лажани се содржат во пишаните документи кои датираат од средновековието. Лажани во 1337 година царот Душан го приложува како дел од имотот на манастирот Трескавец. Првите пишени документи од отоманското владение на овие простори датираат со пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Лажани, во која имало 48 куќи, во кои живееле 40 домарисијански и една отоманска фамилија. Во пописниот дефтер од 1467 и 1567 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Лажани се спомнува како Лажане и припаѓа на битолскиот вилајет Дебрешката каза на чифликот на Усеин Топукбег. Исто така Лажани се спомнува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Прилеп, каде што се среќава од селото Лажани. Дебрешка каза, каде што пишува дека во бакалскиот тан во 1815 година се овој бакалски дуќени за брашно, сол, газија, шеќер, масло, леблебија и други работи кои биле потребни за животот на луѓето отвориле и неколкумина бакалџии од Лажани. Исто така, во отоманските дефтери од 1845 година е запишено дека од 1815 година до 1844 година од Лажани во Прилеп, дуќаните кои ги отвориле лажанци, како басмарскиот, боцварскиот, тенекеџискиот, ковачкиот, терзискиот занает, фурнаџискиот, којунџискиот занает и други занаети, сите овие дуќени биле дел од големите прилепски естафи. Живееме овдека во мешано село, со мешан етнички состав. Во село Лажани сме
негде околу 96 домаќинства православни, а околу 400 и нешто куќи се од другата вероисповест, како бошнаци, турци, албанци и така. Ова село е составено од скоро 500 куќи во кои живеат околу 3000 жители. Село Лажани се најдува западно од Прилеп, во општина сегашна Долнени, и е на патот меѓу Прилеп Македонски Брод во средината и оддалечено од Прилеп е 28 км. На село Лажани е центар на повеќе села како Дебреште, Ропотово, Кошино, Саждево, Јакреново, Борино, Житоше, Средорек. Дека селото Лажани на овие простори обстојува многу векови говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Берковиќ, како и во обемниот истражувачки и научен труд на професорот доктор Јован Трифуновски, еден од најпознатите не само во Македонија, туку и во светски рамки, антрополози и географи, во трудот Антрополошки и географски истражувања на Битолско-Прилепската котлина, во делот за селото Лажани запишал: ова полско село се распостила помеѓу атарите на селата Житоше, Кошино, Дебреште и Ропотово. Селото има селски водовод, изграден од 8 селски бунари и од селскиот извор Преод, кој се наоѓа северозападно од селото во 1909 година, за време на Отоманската империја. Според старите преданија, во ова село од памтивека живеело население со христијанска православна вера. Кон крајот на 18 и првата половина на 19 век, неколку турски бегови по потекло од Дебаско формираат неколку своји чифлици. Зачувари на чифлиците од околината на Кичевско и Дебаско ги населувале потомчените македонци, така што бројот на македонско население со мухамеданска религија за прв пат во историјата во ова село Лажани го надминало бројот на македонското население со православна религија. Пред крајот на отоманското владение во овие простори во село Лажани постоеле 3 чифлици. Најголемиот чифлик му припаѓал на рибарското семејство Ваголи, чии негови предци биле македонци со православна христијанска вера, а мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 18 век. Вториот чифлик му припаѓал на стариот македонски род Мемедовци, кои исто така мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 18 век, додека пак третиот чифлик бил во собственост на родот Утковци, кои во 17 век во селото Лажани се доселиле од селото Зрже, каде што собственикот на овој чифлик, Али Бек, бил посвоено дете кај Мехмед Бек. Иако ја примил мухамеданската вера, сепак, за да не се заборави од каде му е потеклото и кои му се корените, го задржал семејното презиме Утковци, кои и денеска живеат во Прилепското село Зрже. Во 1912 година трите чифлици ги откупиле селаните од селото Лажани. Во 1921 година Лажани брои 75 домаќинства, во 1948 година 198 домаќинства, во 1961 година 218 домаќинства. Во 1920 година на купената земја или земјата делена од Кралството Југославија во Лажани се населуваат овие македонски родови: Николовци од село Вир, Поречка околија, во 1922 година од село Лазарополе доселен е семејниот род Ламбевци,
Во 1927 година во селото Лажани се доселува семејниот род Талевци од поречкото село Граешница. Во 1928 година од поречкото село Вир се доселува семејниот род Дабевци, додека пак семејниот род Златевци во Лажани се доселува од поречкото село Манастирец. Населувањето од селата во поречието во Лажани продолжува се до 1954 година. Големо иселување на населението од село Лажани со мухамеданска религија, кај народот попозната како големата преселба на турците од Македонија во Турција, имаме во периодот од 1954 до 1957 година. Од 1954 година до 1974 година во Лажани се населува население од просторите на СФРЈ, претежно муслимани од Санџак, меѓу народот во овој крај попознати како турци санџаклии. Втората половина на 18 век за Лажани е период на обновување на селото, испразнето од страна на арамиската дружина предводена од Кади Заде Мустафа, која броела околу 500 луѓе од албанска и турска националност, која действувала во соработка со одредени феудалци и државни службеници од Прилепската каса по незината целосна ликвидација од страна на отоманските тогашни власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата и некогашна манастирска црква Свети Никола на местноста Манастириште на источниот дел од селото. Според пишаните документи, денешната црква која е изградена врз темелите на некогашната истоимена црква била созидана во 1875 година. Исто така, во пишаните документи е забележено дека црквата е зоографисана во 1882 година. Зоографите биле браќата од Крушево, Коста, Ангеле и Никола Анастасовски. Еден од најголемите антрополози и географи, не само на балканските простори, туку и во светски размери, доктор Јован Трифуновски, за православниот христијански празник Свети Маченин Телалеј, запишал дека во минатото селото Лажани заеднички овој празник се празнувал со прилепското село Слепче, а денеска секое село засебно си го празнува. Исто така, доктор Јован Трифуновски забележал дека Свети Телалеј бил христијански светец од татко Верукија, а мајка Ромалија, родом од Ливан. По занимање бил лекар. Настрадал за Исус Христос во својата 18-та година за време на владењето на императорот Нумеријан. Почитувани мои, навистина се радува што во вистинска смисла на зборот и јас бев дел од старите адети обичаи кои мештаните до ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано како што било некогаш, така и сега. А дел од овие стари адети и обичаи кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во селото Лажани, ќе се обидам да ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Ова се е старата појата оде вака, што се служеше за што викаат за свежа радости се збиравне. И таа веќе сега си е стара, се во новата сме префрлени. И останува што викаат за сечавање во новата да видиме стално за свежа, за услуга, за да се работи со услуги. Веќе тоа старото си е старо, ама новото си е ново. Еве се наоѓаме сега пред старата камбанарија, нешто познава нешто толку надписот,
али веројатно таа е изградена е 10 октомври 1970 така нешто година, 1970 година. Еве сега се наоѓаме овде пред старата црква, што е изградена скоро многу години одамна. Тоа е старото црквиче овде вака. И ете, се гледат и новата црква и старата црква. А старата црква е многу стара. А таа нова е осветена на 86-та година. Тогаш е осветена, сигурно 70-тите години веројатно е тогаш изградена, оти јас толку па и не памтам да ти кажам право и да ти се тие години пред млад сум бил. Так. И тоа е изградена во тоа време. Додеме заеднички да ја видиме старата Додеме црква. сега црквата да ја видиме стара, што е многу стара, претежно многу години. Од прилика вака не тука Сигурно 500 години може да има. за стотини години као ништо. Од кога постои селото Лажани? Селото прво овде вака се збирало. Селото овде вака сето се збирало, било прво црквиче. Првото црквиче овде вака. Еве се наоѓаме сега пред старата црква. Овде венчавки се правело, што викаат сите овде. Народот се збирал во времето уште тука за веселби, за све. И народот тука бил прво сефте. Што вика тоа било онадено наместено тука за сите и за веселби, за свадби, све тука иделе што вика. Значи, додека зето и невестата, попот ги венчавал, да. овдека со гајдите, со Овде се табаните. збирало во времето, све се играло, се веселеле луѓето овде века, тоа му било прво збиралиште пред да се направи новата црква. Баш и јас кога се градеше и трпезарија, работе може 15-20 дена и они маси се направи и кога се малтареше за плочки, кога се помагав износ со пари, вложив, ако не бидам тука, да се плати за месторите, јадење, пиење и така натака. Јас сум овде член на црковниот одбор. Еве денеска се собраме за да ја осветиме појатата од што викаат од село Лажани, се осветуват. И донација што имат, донацијата е од селото. Селото е приход што викаат за да имат јака донација за што се осветува ова појата. Се поросува овој трен за осветување и просветување. Овде се поне. И да бега секое сатанско и лукаво дејство обено во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се помазува својот на радоста во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во минатото, во селото Лажани, преснувањето на овој светител започнувала со селскиот поп, заедно со селскиот коџабашија, во присуство на сите селани, што се вели, во прославата земале учество и млади и стари, а воедно наслава биле поканувани видни личности, како од соседните села на Лажани. Дури од Прилеп на слава во Лажани доаѓал и кај Макамон, заедно со прилепскиот Кадија, битолскиот Валија, прилепските аги и бегови, како и чорбаџиите, градските чиновници, црковните достоинственици и видни достоинственици и од други градови.
Како што тоа пред многу векови прославата ја означувал лажанскиот коџабашија, овој пат тоа го направија членовите на црковниот одбор заедно со мештаните од селото Лажани, многобројните гости со утринската богослужба. Се Христе Боже наш, благослови го лебот, виното и пшеницата и умножи го со Твој свет дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ти го принесуваме овој дар, Господи, Боже наш, во чест на светите цареви Константин и Елена и светиот наченик Валеј во името на Отецот Амин и Сината и Светиот Дух. Амин. По неговите молитви примјаш се щедри ова жртва и помилуј. Святи мученици, же добре страдалче словаше и венчаше свят, молите святото. Дали, пошто разговаравме со одборот и со некои луѓе од селото, има желба, јас нормално имам желба, да ова стане во традиција да се јавува на овој ден кум, кој што не би, значи, не би давал тој ручек, не би се изложувал на такви трошоци, тоа ќе се биде сето во организација на црквата, на црковниот одбор, но делот од кумот ќе биде да направи, нели, погача, да донесе свеќи, се тоа што влеате на масата. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нас. велико име, Света Тројца, помагај нас. Велико име, Света Тројца, помагај. Христос помеѓу нас и ќе биде. Еј ќе биде. Христос помеѓу нас. Еј ќе биде. Христос помеѓу нас. Еј ќе биде. Нека е честито светувањето на овој трем, нека Бог неизмерно ја излее својата благодат на сите вас кои живеете во ова село, сите кои што се потрудиле на било каков начин, дали со давање на парични средства, дали со работна сила, кои помогнале да се изгради ова здание, кое што ќе биде на услуга или кои ќе го служат сите жители на ова село. Нека Господ ви дарува изобилие на сите добра кои ќе ви служат за спасение на душите. Нека Бог го благослови секој ваш потек, нека благослови секоја ваша работа која е со добра мисла и едно големо благодарам во името на МПЦ до одборот на овој храм, затоа што неуморно и со голем труд, голем напор се вложија, не штедејќи се себе си, може би нивните фамилии малце претрпеа во однос на тоа што некои дури и ноќе овдека остануваат да работат, но Бог сето тоа ќе го благослови и ќе им дарува на сите според нивниот труд и според нивната заслуга. Нека Господ го испрати благословот свој
врсите жители на ова село, нека биде со вас до крајот на светот. Амин. Нека е за години. Честитаме. Како некогаш кога од селското срцело во присуство на селскиот поп, заедно со селскиот коджабашија, во присуство на сите селани, што се вели, во прославата замале учество и мали, и млади, и стари, а воедно наслава биле поканувани видни личности, како од сета Прилепска околија, на славата доаѓал дури и кај Макамот, заедно со Прилепскиот кадија, Битолскиот валија, Прилепските аги и бегови, како и чорбаджиите, градските чиновници, црковните достоинственици и видни достоинственици од соседните села и градови, ечело од писокот на зурлите и гајдите, од биењето на тапаните, се виело оро на долго и на широко, кога на орото се фаќале и мало, и младо, и старо, се виело оро од ред бејчари, оро од ред боби, оро од ред невести, оро од стотокут за домеќините млади момчиња, така и денеска овој адет и обичај, кој денеска во Прилепското село Лажани, иако малку видоизменето, иако своето место на еко на зулите и гајдите, биењето на тапаните, од веењето на орото, кога на орото се фаќале и мало, и младо, и старо, се виело оро од ред беќари, оро од ред моми, оро од ред невести, оро од штотоку за домајчините и млади момчиња, одамна им го стапија на современата музичка електроника и на така да ја наречам македонската музичка естрада. Што спремате денеска? За гостите? Јамниче со телешко. Така? Ќе има салата, ќе има мезе, ќе има ракија, пиво, вино, се. За колку да речеме гости од прилика? Околу 250 до 300 души. Инаку ти си професионален кумар или како? Да. Ти се радовали душите вака што доаѓаш да речеме по овие наши убави села, овие цркви манастири? Кој ќе ме покани доваќам, да. Кој ќе имам време слободно. Од каде се родом иначе? Од овде сум. Од Лажани? Да. Од кој семејство, од која фамилија? Од семејството сум јас, Ивановски, Ѓорѓи, татко ми се вика. Тука сум, ние го сме по потеклот левот поречието. Тебе куќна слава со домајчинот? Куќна слава ми беше Петко Енесени. Така? И овие Светеникова пролетни и Богородица. Така? Тие ми беа куќни слави. А рече дека си овој човек? Се им давам на децара слава. Така. Тројца синови имам на сите тројца кои ми го давам. Славата, не